Добра вечер, го следите новото издание на 24 анализа. Собранието ја изгласа преодната влада согласно партискиот договор, 100 дена пред изборите. Во новиот состав кој се конституира по втор пат во само една година, а има иста цел, организирање на фер, слободни и демократски избори, речиси да нема некои изненадување, освен што професорот Оливер Андонов неколку часа беше министер во МВР, а сега ротира на заменичката позиција на новиот министер Оливер Спасовски од СДСМ. Дали минимум исполнетите услови од договорот на лидерската четворка ќе обезбедат пат за реализирање на фер и кредибилни избори на 11 декември и што потоа? Вечерва во оваа 24 анализа, добро вечер им велам на моите и ваши вечерашни гости, универзитетскиот професор Владимир Божиновски. Добро вечер. Добро вечер. И добро вечер му велам на аналитичарот Рамадан Рамадани. Како што и во најавата споменав, може би било добро да почнеме со тоа дека денеска се избра преодната влада за спроведување на изборите на 11 декември, откако лидерите претходно ги договорија условите, постигнаа договор. Дали според вас новите кадровски решенија во институциите ќе имаат суштинско значење за подобрување на работата или се тоа само за да се испочитува формално договореното од пршино? Професоре, повелете. Благодарам. Добро, ние ги имавме тие кадровски решенија, не е тоа нешто, но така да. 6 месеци беа истите луѓе кои што сега се министри, заменици или дополнителни заменици министри, како сакате. Така да, тоа е тоа. Единствено ново е што имаме нов уредник на македонската радиотелевизија. Така да, навистина, не гледам што сега бе било различно од она што беше и претходно, односно пред изборите, што пред датумот за избори кој што требаше да биде 24 април, па потоа 5 јуни и така натаму. Рамадани. Па да, значи тие се истите кадровски решенија, имаме нови компоненти, главниот одговорен уредник на МРТВ и адхок телото, привременото адхок тело за надзор над медиумите во предизборието, и тоа се новите моменти околу кадрите и составот на владата. Можеби ново ќе биде некоја поинаква стратегија на тие исти луѓе, заради фактот дека последниот пат или минатиот пат кога ги гледавме во нивните мандати, ако се сеќава јавноста, тие има подоста препирки кои завршија во управниот суд и веројатно сега некој од тие дали ќе биде повлечени или веќе пресудени така натаму, па од таму ќе знаеме дали ќе има препирка. Инаку денеска од јавно искажаните изјави на овие старонови министри, да ги наречеме, во предизборието, беше дека тие се за избори, дека нема да дозволат нерегуларности околу изборите, секој во својот сектор, било тоа да е Министерство за финансии и труд и социјална политика или па она околу кое најповеќе се ломат компијата, нели, а тоа е Министерството за внатрешни работи. Кога сме ке Министерството за внатрешни работи, како ги оценувате последните, да кажем, кадровски промени, ротации во МВР на еден ден пред изборот на техничката влада? Ете, професорот Оливер Андонов дојде на позицијата министер само еден ден пред да се формира преодната влада, а сега веќе оди на заменичката функција. Не минува тоа ништо. Предпоставам дека со оглед дека се договорија, можеби тие промени били претходно планирани, само кај нас знаете како е. Има договор, нема договор, јуни, април. Не гледам тука ништо, да кажеме, проблематично што би било во однос на самите избори. Досегашниот министер Чавков отиде на друга функција, така да сега предпоставам тоа решението кое што го имала ВМРО ДПМН за негов. Оперативно значајна функција која што поименување на владата, но дали тоа практично би значило и директно обструирање на работата на веќе новиот министер? Кој обструирање нема? Дали бил Андонов или бил Чавков? Не гледам што менува тоа, нема тука некаква промена. Значи тоа е техничка, односно персонална промена. Не влијае тоа на никаков друг начин. Значи бил еден, сега е друг. Дали е на 24 часа или на 3 месеци или на 5 години,
не гледам како тоа на некој начин би можело да влие во однос на она што се нарекува подготовка и припрема за избори или дали тоа нешто би сменило. Значи не говориме за некакви нови надлежности или кратење на надлежности, туку говориме за персонална промена. Така да. Јас мислам дека околу кандидирањето на еден од најкратките министри во македонската политичка историја, кој денеска беше, значи само предпладна министер фактички активно. Најкраток, дека... ја не знам за пократок. Да. Не можам да тврдам со сигурност, па затоа, не знам сега, денеска се расправа и дали ќе влезе во Гинис, но имало и по 15 минути што биле кралеви или министри. Мислам дека беше една Итарпеовштина во функција на тоа да се врати господинот Чавков на старото место од каде што извира прво како заменик министер, прво како министер, а потоа и како заменик министер, а тоа беше директор на јавна безбедност, која е значајна функција заради на некаков начин обид да се сочува контролата колку толку во едно министерство кое, како што се памти во јавноста, дури едно време беше искажано според зборовите кои ги чу јавноста на бившата министерка како МВР во смисла на тоа дека има таму два спрата, едниот е партискиот и така натаму, а еден е министерскиот каде што обстојуваат странците и така натаму. Мислам дека околу тоа се води, но веќе тоа се прочита. Жално е што еден човек пристанал на такво еднодневно искористување и проблематичното и најсимптоматичното кој укажува на ова и ми е аргумент е фактот дека денеска имаше изјава од тој еднодневен министер дека не знаел дека ќе биде министер и така натаму, и тоа носи една горчина која верувам нема да се одрази во имплементација на договорот. Но како е оваа двојност во функционирањето што би значила таа практично за самата институција? Во сите ресори, да не е само МВР. Па имавме и претходно искуство, не ова нешто ново, претходно 6 месеци функционираше така. Не гледам, ја читав и нешто околу тоа, нели за тоа еден ден министер, дали ќе биде Чавков или ќе биде некој друг, тоа е пак предлог нели на владеачката партија, така да. Зашто сега има контрола, да речеме, а претходно не би имала контрола, и што тоа би сменило. Осим персонална промена, не гледам тука ништо проблематично. Но добро, како ќе функционира? Нема да функционира, ќе се закочи, како што беше закочено изминатите 6 месеци. Тоа е тоа. Ќе ги чекаме изборите, за после да си имаме, условно кажано, нормална влада, политичка, без дополнителни заменици, све. Значи имавме веќе искуство, видовме што се случува. По 50 пријави секој ден, еден на друг. Се кочеше работата буквално во тие министерства, каде што имаше таков дуализам, би го нарекол. И мислам дека и сега ќе биде, со тоа да сега ќе биде можеби тоа и поизразено како што се наближуваат изборите. Освен, нели, ако на некој не му текне повторно, нека треба да се одложат. Имавме веќе такви повеќе случаи, иако сега мислам дека малку веќе е прекасно. Но не е тоа нешто ново и нешто што не знам би требало да очекуваме дека ќе биде нешто поинакво од она што се случуваше како доаѓа од декември до мај, значи до пред неколку месеци, нити пак дека ќе биде нешто поинакво во смисла дека може да има поголеми реперкусии. Едноставно тоа е тоа. Ќе се користи тој дуализам за освојување на политички поени. Но она што последниве денови се случуваше, ајде посебно во секторот внатрешни работи, кога веќе говориме за тоа, е дека имало пополнување на испразнети места, од друга страна имаше нели поништување на решенијата на министерот Оливер Спасовски тогаш кога беше во претходниот состав, на неговите нели решенија во еден ден беа поништени. Дури до управниот суд стигна. Значи, каква е сега оваа релација? Сега имаме момент кога се пополнуваат испразнетите места, а претходно имавме момент кога ги пополнуваше Спасовски местата, се поништуваа неговите одлуки.
Да, и она што е ново овој пат што остава на надеж дека подобро ќе функционираат институциите во ова предизборие и подобро ќе може да не се злоупотребуваат за изборна кампања, е и фактот дека после првото искуство нели падна и некој виднат договор или методологија околу тоа колку сменети места и така некој распределби околу секторите или носителите на секторите. Чинам така беше, не ги знам деталите во Добро, 15 раководители на сектори по хоризонтала. Да, така, мислам дека и тоа ќе влијае малку на 10% од просечни годишни разместувања на тоа, а и увереноста дека овој пат ова изборна влада, значи после и датумот на престанување на мандатот на претениците или собранието, веќе ќе биде евидентно дека стварно и навистина е во предизборието со сите исполнители и реформата на медиумите и прочитаните избирачки список. Се надевам дека подобро ќе може да функционираат и тие во таа дуалност. И на крај мислам дека владеачките партии овој пат се помалку ќе имат можност да злоупотребат нешто од институциите заради електорални побуди или заради избирачки маркетинг, зашто тоа многу ќе се одрази. Веќе е поминато долго време како тие направија разноразни ујдурми во таа злоупотреба, партиска злоупотреба на државните институции, така да овој пат може да ги преминат некои линии што ќе остави последици и за земјата, и за државата, и за институциите. Во однос на ова што мислите, дали е тоа така, ако веќе зборуваме за забетонирани ставови на едната и на другата страна, каде тогаш би бил излезот? Рековте, можеби на избори, одлуката на граѓаните да се види, меѓутоа сепак тој период кој што оптимално и не е голем, 100 дена до изборите, практично остануваме пак на некоја статус-кво ситуација. Зашто очекувавме дека очекувавте дека ќе иде поинаку. Имаме 3 месеци до избори. И сега треба да се помене овој период, пак ќе биде тоа во Грч, значи, но целта е да се одржи изборите и после тоа да се стави крај на политичката криза. Тоа е целта. И не гледам сега зошто ви дискутирале дека ќе иде нешто поинаку од она што беше и кога требаше да се одржат изборите во април и кога требаше да се одржат изборите во јуни. Буквално све исто. Така да ќе се кочат нормално едни со други во оние министерства каде што има и нема што друго да очекуваме, нема аргумент зашто би очекувале нешто поинаку. Го имавме, го видовме, истото ќе продолжи. Ама тоа не е битно. Но зошто се бараат тогаш исполнување на оние минимум услови за... Па кои услови? Па заради тоа што Заев сакаше да ги одложи изборите, за што говориме сега? Нема ништо променето од она што беше во февруари и во април. Што е сменето? За избирачкиот список сменете? Не е сменето. Со медиумите ова? Не. Замениците дури истите луѓе се ставени. Што е сега поразлично од она што беше во април или она што беше во јуни, кога Заев рече дека нема да иде на избори за некакви услови. Исто тоа е, потполно. Си купуваше време, си бараше аргументи за да не излезе. Дури интересно е тоа што избирачкиот список е скоро ист со оној од април 2014 година, кога беше главна причина зашто Заев излезе и не ги призна изборите. Се разбира со оние промени, нови лица кои стануваат полнолетни или лица кои што починале. Така да сега ќе ги призна изборите 2014 во април, зашто се овој избирачки список му е добар. Истиот. Зашто говориме? За 30.000 луѓе од кои што постојат, кои што не слушнале дека треба да се пријават. И од кои што да не забораваме, тие 30.000 колку се 29.000 се албанци. Тие гласале за ВМРО, тие се фантомите. Значи, све она што беше главниот аргумент на кој што се базираше, тоа крадење, гласови, фантоми, не знам што на Заев 2014 година изборите му падна во вода. И зашто говориме сега? Се измалтретираа луѓето уште дополнителни година и пол. И уште дополнителни 6 месеци од април, барем во април да беа изборите, пократко ќе страдавме сите.
Значи, овие избори се превремени избори и се закажуваат не само заради политичката криза, туку за недостатокот на легитимност во политичкото представување во Македонија, кој произнесе, значи, првобитно од нефункционирањето на собранието после црниот понеделник, значи 2012 година, а потоа и заради непризнавањето на изборите на неколку партии после парламентарните избори во 2014 и следствено на тоа падна договор кој сега не е познат како Пружинскиот договор, во кој се бараа некои услови кои прошлиот пат не беа исполнети, како што се реформата на медиумите и избирачкиот список, сега колку толку се исполнети и има основа за да сите страни, значи потписници тие 4 партии отидат на избори и на Македонија и донесат кредибилни избори од кои ќе излезе полегитимна влада која ќе може да владее со институциите и да ја оправи Македонија во смисла на функционирање како поефикасна држава и да ја одвои од партијата и да го имплементира извештајот на Прибе, кој да не заборавиме е основата за тоа како треба да се среди нашата држава пред да пак продолжи во евроатлантскиот интеграцијски пат. Во делот на избирачкиот список, еве ова што професорот Божиновски спомена, дали сметате сега не може да зборуваме за 100% прочистен избирачки список? Меѓутоа, во секоја демократска земја нели еден спорен глас е спорен, не може да се дискутира за можеби најкристално прочистен избирачки список, но што се случи во моментов со оваа фаза до која што стигна прочистувањето? Да, оваа фаза до која стигна прочистувањето стигна заради методологијата која беше договорена, ако се сеќавате во соработка со ДИК, што значи крстосувањето на базата на податоци, имаше и експерти рекоа дека има и меѓународни и така натаму, и ова е последица, како што објасни и ДИК, дека ова е последица на таа методологија која била договорена и затоа мора, да кажам, сите 4 страни потписници да го прифатат овој резултат. Значи, ова не е прочистување во смисла на прочистување на избирачкиот список на вистина, туку ова е според таа методологија која беше договорена, пак политички договорена, инаку прочистувањето на избирачкиот список, значи, освен ова методологија, изискува и уште 2 други моменти, од кои најважниот е пописот на населението, кој во Македонија не е извршен и под немањето на таа константа ние не може да кажеме дека имаме стварно и навистина прочистен избирачки список. Овој избирачки список е прочистен според таа методологија која политички беше договорена помеѓу лидерите и ова е резултатот од кој мене ми е, мислам дека е работа на ДИК и треба да сноси одговорност, е повеќе тоа дека од 20 до 30% всушност од тие луѓе на кои им беше оспорена на некој начин за овој пат избирачкото право всушност се јавија и тоа е погрешка на институциите и на ДИК и на таа методологија, зашто толкав голем процент, значи, да се погреши за таа листа. Има тука веројатно некој треба да даде одговорност. Значи, ова не ја правеше некоја невладина организација или ние сами граѓаните, па да не ги знаеме овие работите. Соодветна институција ја правеше ова прочистување и од ова прочистување излезе 39.000 или 37.000, од нив, значи, дури 7 или 9.000 се јавија, што е некаде од 20-30%. Тоа е огромен процент за грешка на институцијата. Значи, да беше некој лаик, не знам, невладина, не знам, луѓето сами да се организира, можеби ќе имаше толкав степен на грешка, но овде соодветна институција и мислам дека ДИК треба да се изјасни околу тоа зашто е голем овој процент на луѓе кои биле, а уствари им било оспорено гласачкото право. Добро, граѓаните имаат уште една можност нели на јавниот увид на изборите, меѓутоа ајде да видиме за тоа. Професоре, сметате ли дека пописот е можеби едно од решенијата за да се искристализираат овие бројки, да видиме? Пописот е потребен за друго. Значи пописот не е толку потребен за избори или не, само што кај нас све се базира на етничко пребројување. Пописот е исклучително значен прво за економијата. И затоа ни треба попис. Но зошто еве со години не се спроведува? Зашто не се спроведе? Тоа треба да направиме посебна тема, значи да емисија да седнеме да говориме зошто не се спроведел пописот во Македонија. Но генерално добро е пописот ќе даде одредени резултати, но кај нас
не значи ти ако живееш, односно ако не живееш во Македонија дека немаш право да гласаш. Ние точно знаеме колку државјанства има во Македонија. Ако не се лажам, околу 2.450.000. Од тие 450.000 или 500.000 се деца, нормално, односно граѓани кои што немаат право на глас. Другите 1.800.000 имаат право на глас. И ти не можеш да му кажеш ти живееш у Швајцарија или во Австралија и немаш право да гласаш. Ајде да го смениме тогаш уставот и да направиме. Значи, ако правиме така, тогаш као со пописот. Ако си надвор повеќе од година дена континуирано, да немаш право да гласаш. Тогаш ќе биде релевантно. Вака, може некој живее и 10 години во Белгија и решил сега да се врати и да гласа. Како државјанин има право да го направи тоа. Така вели уставот, така велат законите. Не можеш да го спречиш. Има живеалиште тука, има адреса, има лична карта македонска, има пасош македонски. Како можеш да го спречиш? Точно е дека од тие 1.800.000 гласачи не се сите во државата. Но тоа е точно за сите претходни избори од 91 година навак. Точно е, дел се привремено или трајно одселени, но имаат македонски документи, имаат право да гласаат. И се водат, имаат адреса каде што се водат и каде што гласаат. Ако државата ги исклучи или некој ги исклучи, тогаш нели тоа е во спротивност со уставот, односно се прави противуставен акт. Имам некои работи за кои што треба да се дискутира, но генерално поентата е дека избирачкиот список се покажа, како што тврдев ја цело време, дека е добар. Се говореше за немало толку луѓе од Македонија, дека се иселени, дека не знам, точно е све тоа, да, не е толку луѓе, но има толку државјани кои што може да дојдат да гласат. Како ќе ги принудиш? Како ќе ги принудиш да се откажат од тоа? Еве и сега овие 30.000 што се, ако им се ускрати правото на глас, ако некој после дознае, иако пак има нели уште една шанса, кој дознае, он може да тужи државата. Ке дојде на денот на избори што ќе му се забрани да гласа неслушно. Не бил тука, неслушно. Сакам да кажам дека избирачкиот список е добар, а дека пописот не е потребен за други многу поважни работи, но многу е важно да веќе не се ставаат во еден кош луѓето, граѓаните кои што живеат во Македонија и оние кои што се државјани имаат право да гласат. Не е тоа исто. Значи, имаме 2,5 милиони државјанства, а имаме, според моите проценки, околу 1.850.000 луѓе вкупно што живеат во државата. Така да, никој не вели дека сите 2.400.000 живеат. Дори официјално нели ние имаме 2.100.000, помалку се не толку. Но тоа не значи дека изборите биле нелегитимни, односно биле нелегални, како беше Заев, како беше изјавата, дека не знам што се правило на изборите и дека имало фантоми. Па, нели сега беше пред некој месец 600.000 фантоми имало, 500.000 фантоми имало, 300.000 фантоми имало и на крај остана 39.000, од кои што се пријавија четвртина од тие луѓе за тој краток рок што им беше даден, а и другите, ако им биде даден рок или ако им биде дадено до знаење дека они се на тој список, можеби не знаат. Но на списокот имаше и голем број на граѓани, јавни личности кои што со години живеат на иста адреса, а потоа се појавија како спорни гласачи. Што само Тоа е фалинка на методологијата, затоа спомнав. Тоа дополнително само кажува дека всушност нема фантоми. Тоа ви го кажувам, дека избирачкиот список е добар. Јас за тоа реков, дај да видиме, најдете еден фантом, непостоечки гласач кој што гласал. Не дека не може да најде можеби некој починат кој што не е заведен. Сегде, значи, видете, у Велика Британија и во Америка имате до 10% разлика во она што е на избирачки листи и фактичката состојба. До 10% разлика, тоа е жива материја. Значи, не е проблем. Вие може да најдете некои луѓе кои што можеби се оставени на избирачки список, за тоа си има, ама тоа си има редовно прочестување. А кои што да речеме починале, за жал. Но најдете човек кој што бил починат или кој што е 30 години надвор, не се вратил во државата, нели мова да се има тука. Има документации во односно забележува влезови излези и да гласал тој човек. Тогаш веќе имаме проблем.
Значи тогаш веќе имаме проблем. Но вака како што беше поставено и по методологијата, значи сепак создава комплексно прашање отвараме кога се работи за избирачкиот список. Не очекуваат избори, а имаме сериозен проблем на вистина со... Да, и оно што не влезе во методологијата се и зборувањето околу дуплите лични карти, дури и дуплите матични броеви, што е скроз срозување на институционалноста и на државата, и на ова не се зборови само на заев. Ние да не забораваме, имаме и предистражна постапка и во СЈО заради изборните фалсификати, според која значи имаме званична изјава на првата обвинителка во СЈО дека последните изборни циклуси се проткаени со нелегитимност, значи вклучувајќи и преседателските, каде многу чудни резултати излегува. Значи не е работата само во тоа дали имало фантоми, туку фантоми се и тие луѓе кои гласале по два пати, еднаш како фантом, еднаш како граѓани на Република Македонија и ред други работи. А пописот е посебно потребен за избирачкото право, заради тоа што со ова се дава се заснова легитимноста, значи првостепена суверенитетот од граѓаните се пренесува на државата, и тоа е многу важен процес. А вториот факт дека ние во меѓувреме кога немаме попис, имаме нова компонента во нашето избирачко право, а тоа е гласањето на диаспората. Значи ние немаме ни попис на таа диаспора и немаме квоти врз кои би можело да се гласа, и затоа сега имаме значи актуелно уште неколку 3 пратеника, значи кои се со многу смешни броеви на гласови отколку другите пратеници кои се гласани од тука, заради неможноста или не компатибилноста на тоа. Значи тоа околу изборните нерегуларности и околу срозувањето на легитимитетот на избирачкото право не е само во избирачките листи, а и ова прочистување излезе од ова методологија во која, пак велам, не беа ставени и овие големи компоненти кои што наголемо се случува во Македонија, а тоа е луѓе значи со две или повеќе лични карти, дури и матични броеви и така натаму, не беа опфатени во ова методологија, и мислам дека сега треба посебно внимание да се посвети и на нив. Единствено што искочи тоа со лични карти беше нели што се штампа лични карти, ама излезе тој дека е поврзан со заев, ако не се лажам, како се викаше, го заборив случајот, нели? Друго е до сега не разбрав дека имало некој што има две лични карти и што гласал на две места, значи ниту еден случај. А трето, тоа Катица Јанева и СЈО може да си каже што сака, значи кога ќе приложи доказ, тогаш ќе може да говориме. Сад дали Катица кажала нешто дека имало или дека изборите биле постапка, и таа Катица Јанева е државен орган, значи специјално јавно обвинителство кој не верува, не зборува со ветери магла, и сега ќе излезе со покренато обвинение, најверојатно. До сега збореше со ветери магла, но значи нека излезе нека излезе, нека приложи докази, после ќе говориме. Не е битно. Битно она што е се навлегуваме во детали, можеме да си говориме. Во ред да видиме дали СДСМ се согласи со избирачкиот список. Со овој сега избирачки список се согласи, потпишаа договор, го прифаќа избирачкиот список. Ако го прифаќа сега, зашто имаше проблем со него пред 2 години или пред 6 месеци или пред 4 месеци? Тоа е главното прашање. Истиот избирачки список. Не е истиот избирачки список. Да, тие 30 луѓе што не знаат, од кои што 29.000 се албанци, нели? И тие гласале за ВМРО, така? Ај сега. За Иванов, за ВМРО, ај сега, за Дуи. Ај, па ако е така, тогаш ВМРО ДПМН, нели, тие се од шеската, не многу ќе немаше 3-4 пратеника, имаше 12 пратеника, така? Не се од шеската, најголема општина каде се случило тоа беше Чаир, како прозвана по број на население. Така да Чаир не е у шестка, нема врска, у единица и двојка. Не, имаше и у шестка, имаше у единица, да, може да се види кој, па добро, кој како гласал. Ја колку што знам, Иванов изгуби во Чаир. Така? Ако таму било, тогаш ќе победеше. Вие го спомнавте Иванов. Иванов изгуби во Чаир. Не, ама Иванов единствена општина во Скопје каде што изгуби беше во Чаир. У Желинозел
не знам колку илјади гласови, така да. Види. Има чудни моменти околу, Види, ако сега, ги вие пратеше рековте резултатите, ако ги пратеше точно ги знам резултатите, да. Точно ги знам. Да. Вие рековте Учаир Иванов изгуби. Учаир колку гласа доби? Па Не беше Иванов нормално изгуби. ни толку да добие, разбираш? Добро сега ќе гледаме на граф. Не, на пример, околу личните карти, да не заборавиме, ние имаме една голема афера во Македонија, пред аферата за пасоши, а тоа е дека афис апаратите се изгубени во Македонија, кои се носени за потреби на факултетите и МВР, веројатно и тоа ќе биде еден од идните процеси на градење на правна држава, ќе треба да се докажат тие афис апарати и печатења каде се, дали е тоа системска грешка. Ние имаме процедура околу ова, значи од една политичка партија на имено ДУИ која беше за изборите во парламентарните, прво го покрена, а после се откаже од тоа за печатењето на лични карти во Тирана, Албанија, каде што служеле изгледа за дупло гласање на луѓето и во Македонија и во Албанија истите луѓе и веројатно и таа поставка некојаш ќе се води околу повредата на избирачко право. Предлагам краток блок на реклами и се враќаме веднаш во студиото. Нашите животи се исполнети со моменти. На некои од нив се сеќаваме со задоволство. На некои баш и не. Ама тие се дел од нас. Дел од нашите животи. Без разлика каде сме. Со кого сме, заедничките моменти се единствени. Едноставно живееме заедно, споделуваме. Го правиме вашиот живот поудобен. Небелви, квалитет на кој му верувате. Продолжуваме со разговорот, само за подсетување со нас во студиото се универзитетскиот професор Владимир Божиновски и аналитичарот Рамадан Рамадани. Го споменавме СЈО. Специјалното јавно обвинителство има неколку предистражни постапки, неколку случаи кои што беа отворени. Партиите се поделени околу работата на специјалното јавно обвинителство, кое пак од друга страна има поддршка од меѓународниот фактор. Дали институцијата може да обезбеди функционирање на државата и еднаквост пред законот за сите? Говориме за СЈО. Да. И СЈО, значи, си работи непречено. Треба да продолжи да си работи непречено. Треба да се собираат докази, доколку имаат добри докази, бидејќи очигледно дека кредибилитетот им е сериозно нарушен. Но, има време, нека соберат докази, нека направат случај, кој што ќе да подкрепен. Им е нарушен? Па нарушен им е до сега кредибилитетот. И за таа тема да отвориме. Значи, во многу случаи се покажа дека СЈО на некој начин е као координирано со опозицијата. Дури сега се вадат и одредени тврдења или предпоставки дека главниот адут на СДСМ во кампањата ќе биде токму СЈО за да извади некакви обвинителни акти во насока на кампањата, а за отцрнување на дел од владините функционери. Не навлегувам дали тоа точно или не е точно. Сакам да кажам, нека си работат, непречено, нека собират докази, доколку некој погрешил. Значи, доколку имаш докази за тоа, секој треба да си одговара. Како што вие или јас ќе си одговараме доколку направиме нешто, така секој, никој не е над закон. Но се разбира, за да го поврати кредибилитетот СЈО, треба да изгради случај кој што ќе биде подкрепен со сериозни, со цврсти докази и кој што ќе биде представен и на јавност. И тогаш веќе можеме да говориме за некаква функционалност. Сите случаи до сега се предистражни постапки за кои што не може да во целост да се извадат информации. Говорам, да се подготват едноставно да подготват случај или обвинителен акт доколку има таков и кога ќе го изнесат, тој да биде подкрепен со цврсти докази, да не биде само обвинение заради обвинение. Односно тогаш ќе се потврди она дека они работат во кампањата. Тоа беше цел. Тоа ме беше, значи да не и за тоа не сакам да претпоставам, едноставно нека си работат, не смеат да бидат нормално попречувани, ги имаат сите услови кои што ги бара, сега мислам дека и во ново седиште треба да се префрлат. Значи и простории ќе имаат, луѓе имаат, пари имаат, опрема имаат. Нека соберат докази, нека излезат и нека извадат случај. Немам тука никаков проблем.
Да не заборавиме, СЈО значи е основана со консензус, со еден од најголемите броеви на гласови во парламентот, дури повеќе од уставот, се токму за формирање на СЈО и СЈО пред да ја има меѓународната поддршка важи како една од државните институции за која има огромна поддршка од граѓаните. Јас лично сметам дека СЈО е искрата надеж за тоа дека во Македонија може да владее правото и да има правна држава. Во очекување се и првите подигнати обвиненија, но и тоа што народот имаше прилика да го слушне и да го види од предистражните постапки, се говори за сериозни индиции за сторен голем криминал, почнувајќи од најголемиот во изборното право, па дури и до други финансиски малверзации, за кои, еден од градоначалниците на најголемите градови во Македонија веќе си лежи во куќен притвор. СЈО не е приврзок на ниедна политичка опција, до сега нема аргумент за тоа, има само едно чудновато расположение на луѓето од власта кои веројатно се плашат заради некои своји дела за кои ние не знаеме или уште не сме дознале, па заради тоа по автоматизам не го обичаат СЈО и сакат да го стават на страна на опозиција. Инаку за информација, например, денеска СЈО во аферата Шпион која се води во скопските судови не беше баш така опозицијски или граѓански наклонета, туку застапуваше страна на институциите и не прими ниедна жалба од бранителите на обвинетите и така натаму. Се околу тоа е фама која се создаде со еруптивноста на поддршката која имаше СЈО во народот и очигледно тоа им засмета на некои структури во државата. Со оглед на тоа што Катица Јанева најави за честена фреквенција сега во специјалното јавно обвинителство, бидејќи се отворени повеќе предистражни постапки за повеќе случаи, во кои што има осомничени високи функционери. Може ли да се очекува некој од нив поради истрагите да бидат спречени да се појават како кандидати на изборните листи? Зашто би биле спречени? Дали сметат дека ќе бидат тие осудени? Треба да се осудени. Казна затвор. Не гледам како би биле, некој би бил спречен, иначе ако е така, земе СЈО, дај обвиненија на сите, па ќе паднат после сите, ама не е проблем. Тоа ви реков. Све што ќе излезе како обвинителен акт мора да биде исклучително, особено сега, исклучително силно подкрепено со докази. Силно подкрепено со докази. Инаку, јас за тоа реков, говорам за шпекулации, говорам за инсинуации, но тогаш ќе се потврдат тие шпекулации дека СЈО всушност работи за Зоран Заев. Ќе видиме. Сега, за сега, тоа е на рак на шпекулации. Во зависност од однесувањето нивно, ќе видиме дали ќе се потврдат или ќе се одбијат. Дај Боже да се одбијат. Дај Боже да се покаже дека се они независна институција. Но има време, па ќе видим. Се уште не знае. Степенот на подигнатите обвиненија ќе се знае. Нема да може никој да се кандидира од домашен притвор, сигурно не може да се кандидира од Идризова или од Шутка. Не знам до која фаза ќе стигне таа процедура. Судската власт кај нас е независна во смисла на тоа конституивно е така поставено и СЈО најверојатно пред судовите ќе треба да аргументира со кои докази располага и се зависи од степенот и фазата на подигнувањето на обвиненијата за тоа колку луѓе всушност ќе немат можност да настапат во предизборна кампања, иако може да сакат себе си да се кандидират и така натаму, веројатно степенот на тоа што ќе се произнесе околу нив и околу нивниот минат труд ќе биде многу големо разочарување за и самите да се обезхрабрат за да настапат и да излезат пак за да побарат некаков глас. Меѓународниот фактор упати, барем со последниот договор од лидерската средба, упати силна порака да се испочитува договореното и да се почитува мислењето на граѓаните.
Дали претходно неколку пати евроамбасадорите порачаа дека е потребно да има одвоеност на партијата од државата, независност на судството, да се мисли на доброто на граѓаните, но денеска барем од она што го видовме како реторика на претседателот на државата при предавањето на акредитивните писма на новиот евроамбасадор Жбугар, видовме една остра реторика. Како ја коментирате истата? Видете, Македонија е држава која што е заглавена во тој евроинтегративен пат и нормално дека веќе сите ги чувствуваат фрустрациите, тие немногу се чувствуваат и врз самата поддршка која што ја има. Со оглед дека работам истражувања, го знам точно како се движа оние бројки на поддршка, рекол акламативна поддршка до пред некоја година, а како се движат сега и за жал и понатаму ќе продолжат тие да паѓаат. Значи од една 90% поддршка за влез во ЕУ, сега е негде околу 60%. Пак е висока, но од 90 до 60 има голема разлика. Значи се чувствува таа фрустрација, се чувствува дека ЕУ во зависност некогаш реагира, како што беше тоа во случајот со Словенија и Хрватска. Он има еден сериозен спор, па се и со Србија и со Хрватска, значи пак реагираше. Во случајот на Македонија некако све е заглавено. Ние буквално единствен случај на држава каде што Европската комисија дава препорака за почеток на преговорите, 7 години едноставно тоа не се случува. Тоа е нешто кој што мислам и најголемиот оптимист ќе го изфрустрира. И затоа не е чудно, значи не само тоа, не гледам ни излез. Тоа е најтрагичното во оваа ситуација. Не гледам ни излез. Едноставно ЕУ во почетокот завиено, потоа се поотворено и поотворено, за на крај сега да ни каже решете си го проблемот со Грција. Како да го решиме проблемот со Грција? Они не губат ништо. Ние може да изгубиме све. На можност за продлабочување или нова политичка криза во услови кога очекуваме изборите да бидат некоја разрешница на истата, тогаш оваа реторика сепак малку е. Да, и плюс има неконзистентност во таа реторика. Зашто политичка криза? Па доколку во декември, после изборите, не добиеме покана за членство и отпочнување напред пристапните договори, постои опасност за нова политичка криза. Значи практично ги фрламе во вода сите напори што Ама тоа е интересно. Што да добиеме? Препорака 8? Што ќе правиме со таа препорака? Не, со имплементирање на пружино ние имаме ветување од Европската унија дека Види, значи доколку се спроведе она што е договорено, да се разберем, и сите тоа го посакуваме, ние нема да имаме проблем од тој аспект. Ја говорев за друго, говорев дека ЕУ треба малку повеќе да се ангажира и ја разбирам фрустрираноста и на граѓаните и на одредени политичари. Далеко од тоа дека ние треба да се оддалечиме или дека треба да баталиме едноставно ЕУ. Далеко од тоа. ЕУ е начинот како државите од цела Источна Европа ги спроведоа одредени болни реформи, а при тоа тоа го издржа и го направија за одреден временски период, бидејќи често пати реформите се болни. ЕУ, но на крај наградата ЕУ. И за Македонија е добро тоа да се случи, затоа што ние кога ќе почнеме со тие преговори, ние сакале некаде ќе ги спроведеме тие реформи и токму поради фактот дека треба еден ден да бидеме членка на таа унија, иако сега тоа не е баш толку сјајна опција после Брекзит и сите слични работи, но да се разбереме далеку подобро од све друго. Тоа ќе помогне тие реформи некако повеќе да се издржат, отколку што би било доколку ја немаме таа перспектива. Значи, перспективата нас не е битна токму заради тоа. Да ја реформираме државата и при тоа да добиеме како некаква награда. Мислам дека на сите партии е јасно. Она што е договорено треба да се испочитува, изборите треба да се одржат. На тој начин ние ќе покажеме дека сепак Македонија има сила да го спроведе тоа што го и дека политичарите понекогаш знаат да излезат од оние своји партиски рамки и да мислат и на доброто на државата.
затоа што ние 2 години сме веќе закочени. Така да не верувам. Плюс, доколку некој се обиде нешто да измрда, доколку се обиде нешто да направи со кое што би ја загрозил таа препорака, најмногу ќе биде казнат токму од народот, односно од поддршката која што граѓаните би му дале на тој политичар, односно на таа политичка опција. Затоа не верувам дека некој ќе се осуди да направи нешто за кое што потоа ќе трпи цела држава. Рвана, ризично ли е ваква реторика сега одговорноста да се префрли на европското? Да, и плюс тоа има и неконзистентност во тоа. Некни кај нас беше во посета министерот на таа спорна држава со која имаме, нели, милуваат да кажат билатерален спор, и тој беше со тие почасти, а таа фактура да му се предаде на Европската унија не е фер. Она што символично сакам да го кажам во овој случај денеска посебно е символично за тоа дека Словенија, која беше, нели, исто држава како и ние во една, заедно бевме во една поранешна држава екс Југославија, таа денеска, значи, не само што е членка на Европската унија, таа нам ни испраќа амбасадор во име на Европа, нам ни доаѓа, така да кажеме, комшија од Словенија во својство на амбасадор на Европска унија, и тоа кажува колку сме ние назад во тој колосек, во тој европскиот колосек. Јас не мислам дека словенците се попаметни или поубави од нас, можеби само поработливи или поголема отчетност барале од своите политичари, па затоа го достигли овој степен. Се надевам дека брзо и ние ќе ги пребродиме некои кризи и пак ќе се вратиме на тој колосек, кој, да не заборавиме, за нас, за Македонија не е само награда, туку за Македонија и основен фундамент да ја задржи Македонија единствена како нација и како држава. Ако се нема евроинтегративниот процес, Македонија ќе се разори по многу шавови и внатре во земјата. Само по една реченица го закружуваме разговорот шо по 11 декември. Ништо, ќе си имаме нова влада. Си имаме нова влада, се надевам дека нема повторно некој да излези да не ги признава изборите. Мислам дека сега се договорија. Не чекувам ништо драстично да се промени во однос на тоа што го имаме сега. Расположението кај граѓаните е слично со она што беше. Се надевам само дека сите ќе си го испочитуваат она што го договорија и дека ќе ги пребродиме некако уште овие 3 месеци на, да кажеме, политичка полукриза, бидејќи, нели, дека се договорија, но се уште не се одржани изборите. И дека потоа едноставно ќе се формира политичка влада, сите ќе признат легитимитетот, нели, на тие избори како што треба, и ќе може да се размислува на оно што им е важно на граѓаните, тоа е економијата и се разбира и евроатлантските интеграции, но пак ќе напоменам, за евроатлантските интеграции да се откочат не е само потребна наша добра волја, ние имаме таа добра волја, туку е потребно малку и повеќе, поголем ангажман од ЕУ. Затоа што гледаме дека и Грција има малку поинакви стави од оние што ги имаше. Значи, и они едноставно сакаат некако да заврши овој спор, но се далеку во поголема предност од нас, бидејќи они немаат што да изгубат повторно, за разлика од Македонија. Да, мислам дека после 11 декември не само што ќе имаме нова и легитимна влада, мислам дека првото што ќе се случи е дека ќе имаме после долго време легитимно собрание, кој ќе овозможи да ја врати улогата на собранието, што е многу важно и многу директен представник на гласот на граѓаните, од каде што ќе почне се оправање на државата според извештајот на Прибе, нешто што е многу важно за Македонија, да се врати владењето на правото, институциите конечно да се земат од партиите и од криминалците и да им се вратат на граѓаните. Ви благодарам што вечерва бевте во ова издание на 24 анализа. Почитувани вам, ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете со програмата на 24 вести.